Целта на ова наше информирање денеска е уште еднаш да ги поттикнеме граѓаните и понатаму да се јавуваат и да поднесуваат пријави до Transparency International за сето она што тие го сметаат дека е проблем во нивната средина, проблем кој што ги засега нив лично или проблем за кој што тие дознале на друг начин, било да се јават во улога на лично засегнати или жртви или во својство на човек кој што едноставно нешто му пречи и сака да го пријави со цел таквата состојба да биде надмината заради поширокиот јавен интерес. Купниот број на пријави кои што ги добивме од јануари 2010 година до денеска е 1043 пријави. Значи, 1000 граѓани се јавиле во нашата канцеларија да го изразат својот проблем. Зошто реков дека не знам дали ова добро? Затоа што во Република Македонија постојат институции на кои тоа им е работа, да ги примаат пријавите од граѓаните, но за жал тие се затворени, нивните телефони не функционираат, или пак не го оправдале своето работење или со своето работење не ја оправдале довербата од граѓаните. Така што само како илустрација ќе кажеме овде, ова е податок од извештајот на Државната комисија за спречување на корупцијата објавен на нивната веб страна, дека тие во 2012 година примиле само 200 пријави. Значи, ако една институција која што има 7 работени професионалци, 30 луѓе секретаријати, 600 метри квадратни простор и цел закон на располагање прима 5 пати помал број пријави од една невладена организација, тогаш сите треба да се замислиме што работат институциите кои што ги трошат парите од граѓаните. Според начинот на кој што се добиени или доставени пријавите, најчесто се доставуваат преку интернет. Знаеме, граѓаните веќе ги користат модерните технологии. Имаме пријава преку интернет и на Facebook, 40% од пријавите се такви. Понатаму имаме лично доаѓање во канцеларијата, значи 1/4 од граѓаните се охрабриле, се одважиле да дојдат лично да се појават и да го презентираат својот случај. Имаме праќање на електронска пошта, тоа се 22% и 15% се јавување по телефон. Најголем процент од пријавите се во областа на судството. Значи 1/4 од вкупниот број на пријави е од областа на судството. Исто така голем број пријави се однесуваат на полицијата, односно работењето на полицијата, 17%, и сферата на образование исто така фатена со 17%. Судството и образованието секогаш се наоѓале високо на овие листи на пријавени случаи. Во последно време многу е зголемен обемот на пријави кои се однесуваат на работењето на полицијата. Значи, во голем број случаи граѓаните не се лично засегнати. Едноставно не сакаат да прифатат дека некој така се однесува или да некој проблем постои. И тоа се во се поголем број така наречените whistleblowers или пријавувачи на корупција, кои сега ги имаме дури во 30% во оваа статистика. Жртви во случаите биле 48% од луѓето кои пријавиле, сведоци биле 18%. И уште еднаш ги презентираме и споредба со резултатите од глобалниот барометар на корупцијата, каде што видовме дека дури 82% од граѓаните од Македонија тогаш кажаа дека се подготвени да се вклучат во борбата против корупцијата, но немаат на кого нешто да му пријават. Граѓаните сметаат дека постои корупција. Кога ги прашате граѓаните, секој ќе ви каже во Македонија има корупција. Проблемот со неприфаќањето на институциите на овој став од граѓаните, тие велат тоа е перцепција. Не е перцепција, ние во случајот зборуваме за 1000 пријави доставени во нашата канцеларија, значи проблемот постои. Факт е дека граѓаните се плашат, затоа што нема кој да ги заштити. Ние имавме двајца во државава или во нашево работење пријавувачи или whistleblowers, двајцата имаа последици. Господинот Груевски на Врховен суд ја изгуби спорот, а судовите во Соединетите Американски држави ја потврдија неговата пријава.
Значи, тој го пријави случајот, она што се случуваше во Телекомот, уште додека јас бев во антикорупцијска комисија. Ние тогаш се обидовме да го заштитиме, не успеавме да го заштитиме. А госпоѓата професорката која што го пријави случајот со лабораториите во Факултетот за безбедност, беше разрешена заедно со целиот тим од нејзината функција. Но граѓаните не се заштитени и затоа тие се плашат да пријават. Фактот дека немаме институции загрижува. Значи, тие треба, едно е што се плашат, друго е што немаат доверба. Најчесто кога ги прашуваме зошто пријавувате кај нас, немам кому. И немам доверба во другите институции дека нешто ќе направат. Значи, во тоа е проблемот. Едно е стравот, дека ќе имаат последица, а друго е дека немаат доверба дека институциите ќе преземат било што.